Драги пријатели, добро дојдовте на подкастот Тело и здравје, подржан од UNFPA, Фондот за население на Обединетите нации и МАГО, Македонската асоциација на гинеколози и обстетичари. Се надевам дека денеска ќе зборуваме за теми кои во суштина го допираат квалитетот на секоја жена или на секој човек, би рекла. Темата ни е сексуалното и репродуктивното здравје, а под чадорот на истото може да се соберат многу важни медицински и ментални аспекти. Ке зборуваме за сензибилизирањето на јавноста, значи за тоа колку е важно да се има свест за сексуалното и репродуктивното здравје, за превенцијата и подигнувањето на свеста кај луѓето за редовна посета на гинеколог, за сексуално преносливите инфекции, планирањето на семејството, безбедниот прекин на бременоста, абортусот, ХПВ вакцината, перименопаузата и менопаузата, превенцијата на карциноми, па веројатно ќе влеземе малку и подетално во некои од медицинските аспекти. Во секој случај важно е да поменеме дека сексуалните и репродуктивните права се основни човекови права. Станува збор за пристап до информација и образование за сексуалното и репродуктивното здравје, пристап до доверливи услуги, правото на приватност, правото на телесен интегритет и телесна автономија. На моје големо задоволство, денеска гости во овој подкаст се Зорица Црношија, маркетинг менаџерка. Веројатно, кога подкастите не постоја, Зорица беше често пред камерите и пред малите екрани. Ви благодарам што прифативте. Благодарам. И професор доктор Глигор Тофовски, специјалист гинеколог на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и председател на Македонската асоциација на гинеколози и обстетичари. Добро ни дојдовте на подкастот Тело и здравје. Добро ве најдовме. Докторе, со секс почнуваме, така? Така се договоривме. За тоа сме дојдени денеска. Добро. На почеток мислам дека е најважно да го скршиме табуто за тоа зошто е толку значајно да се разбие стравот од посета на гинеколог. Па прво да почнеме се пошто сексот го спомнав. Значи една од суштинските животни, да кажеме човечки потреби е потребата за репродукција. Значи да се репродуцира, да остави потомство, тоа е нашиот инстинкт да го зачуваме човечкиот вид. Меѓутоа луѓето се единствените кои што поред тоа пронашли многу уживање во сексуалните односи, меѓутоа тоа со себе носи нели многу ризици. Како врви времето, луѓето имаат сватено дека дел од тие ризици може да се ужива во своето сексуално и репродуктивно здравје и да се зачува за оние моменти кои ни треба за репродукција. Тука да кажеме во општеството како нели начин на функционирање на луѓето измислило да постојат специјализирани доктори, гинеколози кои што посебно имаат осврт на женското здравје. Не ги забораваме ни мажите, тие ни се битни за репродукцијата, битни ни се и во преносот на сексуално преносливите инфекции, меѓутоа во основа гинеколозите се насочени кон жените и би требало да бидат нивни пријатели од самите нивни почетоци, значи дури кога не се во сексуални односи, кога се во пубертет девојчињата, кога почнуваат да чувствуваат хормонски промени, па се до крајот на животот, до тоа што спомнавте, перименопауза, постменопауза, затоа што на некој начин сега многу рано треба да се одбере гинекологот, тоа дури и пред свадба е. Значи Значи како прво одбираме гинеколог, прво гинеколог, па после маж се одбира, да, значи се одбира порано и тука ако ви се погоди гинекологот обично, тој не треба да го смените цел живот. А мажот може. Не, и мажот не би требало, меѓутоа не би требало, треба тоа да е паметен избор. Меѓутоа, ако не ви се погоди, секако имате право на избор да го смените и гинекологот исто така. Меѓутоа, тој е човек кој што би требало за вас да знае многу за вашата интима, за некои работи што генерално луѓето не ги споделуваат многу меѓу себе, ги споделуваат само со најблиските пријатели, па дури ни со тие. Рековте дека е многу важно навремено да се почне и пред да навлеземе тука конкретно со бројка, со возраст, што тоа значи, да биде некаков апел, некаков потикнувачки повик просто и за младите девојки. Би сакала да ја прашам и Зорица, кои се всушност психолошките и физичките бариери кои една млада девојка ги поминува, ги доживува за да направи прв пристап за гинеколог? Мислев на ова прашање, затоа што може би ние или јас, која што сум живеела во Скопје, сум била попривилегирана од некоја девојка која што може би растела во Македонска Каменица или во Злетово или во Радовиш. Не знам какви се условите таму и можам да зборам само за моето искуство и за тоа зошто и дали јас сум имала бариера или моите другарки или околината што ме обкружува. Во таа смисла
може би зборувам само за дел од младите девојки, нели? Што ги имале овие услови на живење. Јас растев со медицинари и со самото тоа никогаш не сум имала никаков отпор од доктори, ниту сум ги чувствувала како некој кој што ми е интрудер во животот или кој што кажува нешто кое што не можам да го следам или да го разберам. Напротив, сум ги сметала за партнери, сапортерс или како да ги наречам, луѓе на кои што би им се обратила за било што, дури да немам никаков проблем. Често се јавувам на моите доктори да се консултирам за какви било ситуации. Јас многу рано почнав да одам на гинеколог, не од... Веројатно тогаш имало некој акутен проблем или некоја појава која што сум сакала да ја разберам. Во секој случај ми е магично како младите девојки одбираат да прават се нешто во својот живот, а да не одат со време на доктор. Особено на гинеколог, особено на она што е, да речам, редовна потреба да се знае базично што се случува со нашето тело. Гинеколог, забар, крвна слика, офталмолог, поимам некои основни, базични работи во поглед на доброто општо здравје. Како да кажам, може би, знаеш како, прашање младите девојки од каде се информираат, а гледајќи ќерка ми знам кој е изворот на информации и во таа смисла може би отпорот е дека не се знае доволно. Колку години има вашата ќерка Зорица? 14. 14. Да. Значи јас би сакала во овој подкаст, ако прифаќате, или ако чувствувате дека може да имаме доверба едни со други, да зборувате и преку вашите лични искуства, и преку искуствата на она што ви е сегашен актуелен миг, а тоа е растењето на едно девојче во тинеџерски години, период на адолесценција, што следува и така натаму. Зорица, ја би се упредил тука. Зорица фактички фати еден поширок опсек на се она што опфаќа, значи, здравието сексуално и репродуктивно, од аспект на тоа што, гледате, пак се ги умеша и офталмологот, и стоматологот, и матичниот, општи лекари, се, затоа што е многу битно всушност да младите се здравствено едуцирани. Значи, од кај ги добиваат информациите? Значи, треба да ги добијат од училиште, значи да има програми кај што ќе се учи што е тоа секс, што е тоа сексуално образование, кои се основните работи кои што треба да се внимава да се заштитат од сексуално преносливи инфекции, од несакани бременности се. Меѓутоа, од друга страна, они добиваат информации дома, значи ние им пренесуваме на нашите деца вербално и невербално некакви си односи и дома. Трето, користат многу социјални мрежи. Меѓутоа, парадоксално, ние сме правеле неколку истражувања дека иако е достапноста на информација многу голема, знаењето на младите не е многу пораснато, имаат многу предрасуди и многу погрешни информации кои што ги добиваат преку интернет. Тоа всушност и истражувањето го покажува дека, да речеме, во развиените земји, каде што е воведено сеопфатно сексуално образование, дури за година и пол се одложени првите сексуални односи меѓу младите. Значи, овозможен е на некој начин пристап до системски знаења кај младите. Кај нас сеопфатното сексуално образование е планирано да биде изборен предмет во 9-то оделение. Значи, тој би се избирал само со согласност на родител, меѓутоа ова прашање некако би го оставила малку за подоцна во текот на овој подкаст. Кратко и јасно, докторе, што значи редовна посета на гинеколог? Фреквенцијата? Да, значи, тоа зависно е од возраста на жената. Да, се разбира, значи, дека се менува во различна животна доба. Апсолутно, да. Она што пак сега ми прозвучи ви ти што го кажа, значи кога би требало да се почне да се оди на гинеколог? Значи, сексуалното сеопфатно образование го добиваат во училиштето. Пазете, колку е по-добро, ама треба и гинекологот да е спремен за тоа, значи да е обучен малце како психолошки да настапи према таа млада категорија пациентки кои што се ново дојдени во неговата ординација, да ги подучи кои се предностите, односно кои се, да кажам, подобрите работи во одложувањето на првиот сексуален однос, да тој не биде во многу рана возраст,
Имаме ние екстремни ситуации со абортуси на 11 годишна возраст, на родени деца на 14 од 14 годишни пациентки, значи многу рано почнуваат со сексуалните односи, а не знаат како да се заштитат и не го сваќаат тоа што го спомнати на почетокот, и физичкото, меѓутоа и психичкото влијание на сексуалните односи, на несаканата бременост, па и на инфекциите врз нивниот понатамошен живот. По мое мислење вака, еднаш годишно посета на гинеколог е апсолутно оправдана, ама не треба да се поистоветува со превенција на цервикален карцином. Да, посетата на гинеколог треба да биде од аспект да се превенираат сите возможни состојби, иако вие се чувствувате можеби одлично, сепак една посета во годината би била многу корисна. Со еден збор здравствена култура, како миење заби, како правење крвна слика, како што кажа Зорица. Навистина, мислам дека релацијата со матичниот гинеколог е многу важна. Јас би сакала Зорица да ја прашам и токму за тоа дали се сеќава за незините искуства, да речеме, во тие клучни формативни години, иако многу ми се допадна оваа поента што Зока ја направивте. Тоа е дека сепак ние без некаква лажна скромност сме некаков привилегиран слој од тој аспект во однос на достапноста кога живееш во главен град, достапноста на гинеколозите, средината во која што растеш и така натаму. Многу е важно да бидеме гласот и за маргинализираните и за оние кои што спаѓаат во некакви ранливи категории, бидејќи има семејства кои што се уште сметаат дека првата посета на гинеколог кај една девојка млада треба да е врзана со првиот сексуален однос, што апсолутно не е така. Така што затоа е важно, нели, овие теми да се отвараат и навистина да се зборува за важноста на сексуалното и репродуктивното здравје. Јас го спомна докторот и оној момент со сегашната едукација, кога се договаравме дека ќе снимаме подкаст, се сетив дека мојот татко, кој инако е гинеколог, ваш колега, пред 25 години можеби ма поминато, на, како да кажам, доброволно, волонтерски, тогаш од гинеколошката клиника се организираа да држат предавања во средни училишта, во договор, нели, со наставничките по иницијатива на менаџментот на училиштата, значи тогаш постоела некаква свесност дека е важно на младите луѓе да им се возможат основните информации во однос на сексуалното и репродуктивното здравје. Поразително ми е дека ден денес тоа се уште го дискутираме дали треба да се воведе или не. Да се вратиме повторно кај довербата, клучна односот меѓу, како што кажа и докторот на почетокот. Има тука еден навистина важен, исклучително важен интимен однос меѓу пациентката и гинекологот. Јас не одбрав од прва мој омилен доктор, да речам, првичните искуства, и секако човек бара, нели, со кого ќе се разбере на најдобар можен начин. Јас имав долго и големо патешествие околу и проблем со фертилитетот, и во таа смисла поминав многу доктори, меѓутоа она што мене ми се допаѓа и го сакам кај секој доктор, и така и сум го одбрала мојот гинеколог, е no bullshit. Не сакам интимизирање, не сакам некој да ги релативизира работите и состојбите што ги гледа во моето тело, и не сакам некој да ги, како да кажам, да не им посветува доволно внимание. Сакам коректен однос и сакам директност, што се однесува, нели, за овој дел. Ми е многу важно некој да ми каже така како што е. Зашто јас сум во принцип многу свесна за состојбите што ги имам, потенцијалите за развој на секакви состојби, нели, генетски преносливи болести, и сум растана, како што кажав, помеѓу доктори. Веројатно да не ја одбрав професијата што ја одбрав, ќе бев веројатно добар педијатар, например. Така си замислувам. Може не може да бидам, ама така мислам дека ќе беше, и сакам чесен однос доктор-пациент. Го спомнавте и проблемот со фертилитетот во едно интервју што пред многу години сме го правеле, пред повеќе од 10 веројатно. Зборувавте многу отворено на оваа тема. Сексуално преносливите инфекции понекогаш, нели, не третираните, може да бидат исто така причинител за ваквите состојби. Но ајде прво од овде да почнеме. Кои се најчестите сексуално преносливи инфекции? Вака се, имаме и најчести, имаме и најсериозни, да кажеме, сексуално може преносливи. Може и двете да ги одговориме. Инфекции. Она што е битно да сватат младите, дека всушност
нормално кога се млади, постои промискуитет, постојат и повеќе партнери, дека фактички единственото нешто што штити од сексуално преносливи инфекции е употребата на кондомите. Значи се друго не штити, може да штити од насакана бременост, меѓутоа за пренос на сексуално преносливите инфекции заштитата е кондом. Иначе најчесто пренесувана инфекција е HPV инфекцијата всушност, за која што ние не ни знаевме додека не се откри HPV вирусот, кое што, да кажеме, негде 90% од нас ќе ја стекнат во тек на животот, меѓутоа во еден дел таа не предизвикува карцином, предизвикува тие сексуални брадавици, кондиломи кои што исто така може да бидат незгодни доколку ги добиете поготово во младата возраст и многу лесно може да ги пренесете, и која што во дел може да се помине самостојно, меѓутоа во дел може да преде во поинаков тип на инфекции, да доведе до посериозни последици и непријатности. Имаме една инфекција хламидијата која што ја дознавме пред некое време известно дека е сериозна причина за инфертилитет подоцна во животот, затоа што не дава симптоми, значи тука исто така е многу битно, некои од инфекциите не даваат јасни симптоми, а прават условно речено штета на подоцнежното сексуално и репродуктивно здравје и желбата за деца понатака, и за тоа од тој аспект треба да се внимава. Доктора, точно ли е тоа, статистиките тоа го кажуваат дека во Македонија имаме пораст на сексуално преносливи инфекции како што се хламидија и HPV? Па не знам, нашата статистика во Македонија не секогаш, јас искрено кажано, ја верувам поготово за сексуално преносливи инфекции, например ние гонореја, сифилис со години нема регистрирани случаи, а знаеме дека и кај нас и во регионот има случаи кои што веројатно не се адекватно пријавени во центрите за јавно здравје. Меѓутоа, дека постојат сексуално преносливи инфекции, кога постои сексот, постојат и инфекциите. Приказната е затоа што има и сериозни типови на инфекции, како што е ХИВ вирусот, кој што има и хепатит вирусот, кој што имаат сериозни последици понатака во животот. Ја многу често зборам како во дел од развиените земји функционира тој систем, да кажеме. Не секој сака можеби да користи и кондоми, меѓутоа они кои ќе влезат во една врска првите неколку месеци, заради периодот на преносот на инфекциите се користат кондоми. После има сексуални центри за млади, поготово насочени, кај што одат, решаваат дека се они во една моногамна врска, прават сите испитувања за сексуално преносливи болести и после тоа доколку се, да кажеме, двата партнери негативни, после се води сметка само да не се случи несакана бременост. Значи, имаат олеснување во сексуалните односи. Меѓутоа, тоа во нормална земја, кај што децата се нормално сексуално едуцирани, знаат дека тоа треба да го направат. Само 21% од средношколците во прва година, да речеме, учеле како се употребува кондом на училиште. Би се вратила повторно на едукацијата, нели? Зорица, сега и од аспект на мајка, не само вашите искуства, нели? Растете 14 годишна девојка. И 18 годишно момче. И 18 годишно момче, да, и тоа треба да се потенцира. Да. Јас ги имам седнато уште кога беа 6-то оделение, да поразговараме на тема односи, заштита, се што следи, да кажам, биолошки во нивниот живот понатаму. Објаснив до таму докај што сметав дека можат да разберат. Меѓутоа, имајки на ум колку училиштето, општеството и сите други институции потврлуваат во тоа на време да ги научат нашите деца, секако дека јас ќе бидам таа што ќе ги нахрани со такви информации, нема да ги оставам да лутаат по светот, не знаејки што може да им се случи или што ќе им се случи или што да очекуваат, нели, понатаму. Дополнително, ние сме растени во едно време во кое што се сметало дека ние природно ќе дојдеме до информации кога ќе дојде времето, нели, наше. Меѓутоа, јас ја почувствував додека бев мала таа празнина, информирајќи се од другарките. Не сакав моите деца да се информираат од другарите и од другарките или од околината што ќе начекаат во животот. Реков, јас сум таа што треба да им каже, нели? Затоа што тие се изложени, така е, на многу информации. Меѓутоа, изворот на нивните информации е фидот. Нивниот фид, нели, е согласно алгоритмот на нивните моментни да кажам, интереси. Да речеме, да, на социјалните интересите мрежи. На мојата, 14 годишна керка е шминка и фризура.
Значи, она нема од каде да се информира доколку тоа не го направи училиштето, кое што не го прави, и доколку не го направам јас како родител. Во таа смисла бирам да го направам и да ги кажам работите така како што се. Мојот син има девојка, кога беа во рана фаза, го седнав, поразговаравме, тој ми кажа дека дел од тоа знае, дел од тоа окей, ќе се информира, ќе види, секако дека јас како родител на еве и момче и девојче, со него можам да зборам малце по, да кажам, воздржано, со ќерка ми можам поотворено, затоа што можам и моите искуства да ги пренесам, меѓутоа сметам дека како родители треба најотворено, најтранспарентно да се дискутира за здравието и за животот. Зашто да кријам? Кои работи да ги кријам? Тоа е толку природен процес. Тоа се толку природни работи што треба да се дискутираат на ниво како што се дискутира било кој секојдневен предизвик. Да. Нема Тоа зошто... види, тоа е твоето размислување, да кажем, и твојот став према односот со децата и изборењето во однос на сексот, например. Тоа во најголем дел од семејствата Не е така, не е за жал. така, затоа што фактички тие се растени во поинакви услови, во поинакви, да кажам, некакви си сваќања во однос на сексуалноста, на однос маж-жена, дали, например, се тука не се опфаќа со можда со овој подкаст, ама дали жената смее да биде гола пред мажот. Не се учи дека он никогаш не смее да ја види гола. Значи, дури кога имаат односи, они се кријат во спална соба, у темница и сето тоа. Има различни типови на различни сексуални и односи. и религиозните Така опашки. е, така и водењето сметка за интересите на едниот за другиот. Значи сега од една страна ние знаеме дека тоа е однос партнерски кај што треба да се задоволат сексуално партнерите и да учествуваат и всушност љубовта е се она што го прават двојца луѓе на кое што се сложиле. Меѓутоа и тука не може да навегуваме, има различни типови на љубови, различни типови на односи. Меѓутоа за тоа отворено да дојдете вие до ниво да разговарате со партнерот, а после тоа и со децата која со вас никој не разговарал претходно, е исклучително тешко. Тука е образованието клучно фактички, ама на начин на кој што нема да биде про форме само направено, него сериозно ќе навлезе во тоа што е, да кажеме, условно речено, еден физиолошки нормален процес, затоа што сите знаеме дека тој процесот со кој што се прават деца понатака во животот, и сите знаеме дека тој процес што инстинктивно нашите хормони го бараат кога сме многу млади во тинеџерските години. Значи ти едноставно сакал некел нешто те тера по тој пат да одиш. Да, да. Меѓутоа јас бев многу свесна за, да речам, нештата кои што ги замерував, да речеме, на околината. Не сакав да ги повторам истите грешки со моите деца. Имајки недостаток на информации, внимание или поиманем поширока дебата на одредена тема. И реков јас ова, кога ќе имам деца, нема да го повторам. Не, одлично, одлично. Да. Јас памтам акции такви кога гинеколозите, јас одев исто во средните училишта, ние сега преку здруженијето се трудиме и правиме повторни активности во средните училишта пред се, иако ова образование треба веќе од 9-то одделение предвидено да отпочне. Меѓутоа тоа е најдобриот начин и тие деца се срекни што можат тој однос да го доживеат. За останатите треба да се најде начин да се пренесат тие знања. Има по аспект на UNFPA, да кажем, има тоа една кампања цела моето тело, мој избор. Тоа се однесува и за машките и за женските, дека изборот кога ќе отпочне со да не е под притисок од социјални мрежи, од другарчињата, како ќе отпочне со сексуални односи, во која насока сака да го планира својот, да кажам, животен пат во оваа сфера, всушност да може секој од нас, независно дали е млад и повозрастни жени. Имаме жени во Македонија што немаат право на избор, што се во некои културолошки, да кажам, зандани затворени, па и во некојаш и во физички и психички зандани затворени, да не можат реално да си ги искажат своите сексуални, да кажеме, желби, права и можности. Така да имаме многу голема дискрепанца, значи вие сте можда као на почетокот што зборевме у најпривилегираната група, условно речено, да живееш во Скопје, да имаш пристап до интернет, да имаш слобода да разговараш со родителите и вашите деца, а од друга страна има една друга категорија која што не поседува, нема никаков пристап до ниеден од тие извори. Ресурси, ние тука треба да се бориме сите, никој да не остане позади, всушност сите да добијат на некој начин основно некој образование. После понатака секој ќе
функционира во животот така како што мисли. Да, Почитувајќи го правото на другиот. Затоа се важни тие системски решенија, нели? Затоа што семејството и односот кон телото како храм и кон сексуално репродуктивното здравје е едниот аспект. Меѓутоа образованието, формалната едукација, тие работи треба да одат заедно. Токму затоа, како што рековте, за никој да не остане позади. позади. Да, и меѓу другото многу е битно, сега себе под импресија сум вчера бевме во Тето, значи ние држиме обуки и за матичните гинеколози, за матичните лекари, затоа што овој процес мора да е паралелен. Значи мора да сватат и здравствените работници и докторите дека односот према пациентот во овие работи, во овие сваќање, начинот како ќе го советувате, како ќе му предложите, затоа што има еден концепт се вика семејно планирање, кој што многу често не е добро разбран ни од популацијата, ни од докторите. Тоа подразбира контрацепција, значи да не останеш бремен кога не сакаш, меѓутоа значи и лекување на инфертилитет за да останеш кога сакаш. Да. Значи не сите лесно ја остануваат бремени. Значи тоа се едни два пола да кажеме на целиот тој систем кој што функционира. А пред се е правото на избор кога сакаш и колку сакаш. Спомнавте, нели, го спомнавте аспектот на планирање на семејство и тука е неизбежно, нели, да ја отвориме и темата и за абортусот, односно безбедниот прекин на бременоста, а пред да стигнеме до тоа, само ќе потсетам дека стапката на практикување на контрацепција кај нас е исклучително мала. Дури 86% од младите кои влегуваат во сексуални односи не користат контрацепција. Значи пак ќе се вратиме на тоа. Имаат ли младите доволен и соодветен пристап до информација и едукација во врска со нивното сексуално и репродуктивно здравје? Очигледно дека немаат, овие податоци тоа ни го говорат. И малолетничката бременост е прилично висока во Македонија. Да. Гледате, тоа е како ќе почнавме сега дискусија во подкастот, до кај ќе стигнеме, не знам, веројатно ќе стигнеме до највозрастната категорија, ама всушност тоа е одраз, тоа се последици на неадекватното сексуално образование. Меѓутоа, како што знаеме, се може да се случи, така може да се случи секој од нас во секоја животна доба да има несакана бременост во период или во своја лична здравствена, физичка, психичка состојба кога не сака. За среќа Македонија е многу, да кажеме, либерална земја по тоа прашање, затоа што жената е пред се. И има закони кои што возможуваат легално да се изведат најдобрите типови на абортуси под надзор на лекар. Тоа е многу битно. Значи да не се експериментира на други места со други луѓе, затоа што кога е така, во земјите кај што тоа се случува, тогаш прекинот на бременоста, абортусот е една од најголемите стапки на смртност кај мајките. А кога е изведен легално и кога е направен согласно правилата на Светска здравствена организација, тогаш е една од најбезбедните процедури. Ние законски да ги имаме, меѓутоа во однос на превенцијата и едукацијата за да се намали процентот на практикување на безбеден, легален медицински абортус, се покажува дека стапката во Македонија е 3 пати поголема во однос на европските земји. Така е, ама тоа како се решава? Ако земе, значи бременоста и абортусот е последица, значи причината се незаштитени сексуални односи, Да. значи не е едукација. Имате земји како Франција кои што ја воведоа да им се делат и кондомите на тинеџерите. Бесплатни кондоми, за да на некој начин и бидат уште попристапни и во смисла на финансискиот аспект. Затоа што и тоа представува во таа возраст една определена еден финансиски притисок, не за сите едноставно да купуваат кондоми цело време, контрацептивните средства, комбинирани орални контрацептиви, исто така во дел од светот се користат во огромен број од популацијата, затоа што тоа е одличен начин да вие си го планирате семејството и се заштитите плюс од одредени други состојби во животот. Непланираната или несаканата бременост, настрана само од малолетничкиот аспект и нели аспектите на младоста, е сериозна, како да кажам, сериозна работа и од аспект на менталното здравје на секоја жена, значи психолошките, трауматските искуства кои што остануваат. Сите ние во нашата околина имаме луѓе кои што го поминувале тој процес. Така што би сакала и со Зорица малку медицинските аспекти ги опфативме, чисто една човечка димензија на тоа што значи непланирана или несакана бременост. Јас не сум имала такво искуство. Не, без разлика, значи тука не изборуваме само од личните искуства, денеска сме во функција на гласноговорници, изборуваме и за искуствата кои што сме имале можност да ги наблюдуваме во нашата околина, наши пријателки. Предпоставувам дека е травматично и дека кога ќе се случи, особено во период во кој што човек не е сигурен нели со кој партнер ќе заврши,
предпоставувам дека е life changing. Мислам дека од некои ситуации во живот сме доживотно афектирани. Јас не знам за среќа или за несреќа, немав такво искуство. Меѓутоа, слушам и од докторот сега, меѓутоа и од претходно дека има ситуации на многу млади девојки, дури на возрастна ќерка ми, што е за мене е зашеметувачки. Мислам, не знам како да се спасиме од тоа, освен со едукација, и не знам како да ги поттикнеме нашите деца малку повеќе да мислат за себе и за сопствената безбедност, не мислејќи само на механички повреди, нели, него севкупна една безбедност во однос на тоа со кого комуницираат, како се однесуваат, што проектираат од себе, што посакуваат. Се би се надоврзал на Зорица, сега многу често постои таа итна контрацепција, значи што ја викаат ден потоа, кај што они ќе сгрешат условно речено, сега вака народски кажано, и после трчаат во аптека да купат апчето да го пијат. Тоа е релативно. Колку часа? Па тоа делува во рок од 5 дена, меѓутоа најдобро делува во рок од првите 24 часа. Значи најголема стапка има на успех до 99%. Меѓутоа и последните денови може да делува. Меѓутоа тука е моментот дека тоа еднаш може да се случи и може да се случи од X причини, меѓутоа дека тоа треба да биде потик да понатака не се доведат во иста таква ситуација, дека и тоа да пијат итна контрацепција цело време, многу пати во годината, исто доведува до определени други последици. Тоа е сигналот дека всушност треба да се обратите, да се јавите кај гинеколог или да се советувате со некого, може и соматичниот лекар, да продолжите со тип на контрацепција за да се заштити девојчето, жената од се. Тука и жените, јас исто не се збориме повеќе за девојчињата, меѓутоа вие може да сте и во брак, да имате 2 деца, сакате трето, ама не кете сега. Сакате за неколку години да имате трето дете. Или не сакате. Парадоксот што некојаш не го разбираат луѓето, не е парадокс, тоа е медицина базирана на доказ дека колку повеќе се употребува контрацепција, интересно, толку поише расте наталитетот. Ние во некои истражувања што се прави, во Норвешка на пример 88% од жените користат контрацепција, а имаат повисока стапка на наталитет, негде од прилика за 30% од Македонија. Значи саканите бременности вие ги имате, ги правите. Имаше во Романија, на пример, долги години во социјализмот забрана за абортус. Еден куп жени умреа од инфекција од неправилно изведени абортуси, кога дозволија абортусот да е легален. На почетокот имаше мал пад во наталитетот и контрацепција да се употребува, меѓутоа после некоја година наталитетот порасна. Значи вие ако родите дете на 18 години, не знаете со кој партнер ќе се разведете, дали ќе сакате после друго дете, тоа ќе во невозможи во кариерата понатака се и ќе останете можеби на тоа едно дете. Меѓутоа ако се реализирате како личност, кога остварите својот потенцијал, после вие најдете човек со кој што сакате да формирате семејство, може и да не сакате деца, а може и да сакате. Ако сакате, тогаш се трудите да ја добиете, како е Зорица, да добиете таа бројка на деца што сакате да ја добиете, значи да се остварите во тој поглед. Така да тоа се све поврзани садови, да кажеме, кои што е многу битно правилно општеството да ги менаџира. Сега повторно ќе се вратиме на сексуално преносливите инфекции. Зорица, колку често на пример правите пап тест? ПАП, брисеви, ехо и типизација помеѓу 6-8 месеци и 12 месеци. Значи, максимум еднаш годишно, минимум 2 пати годишно. Во иста категорија сме. И да предпоставам зашто ме одбра, затоа што знае дека сум хипохондра. Не, тоа не е. На беше одбирот. Предлогот за Зорица Црношија да биде гостинка во овој подкаст е затоа што навистина го знам незиниот одговорен, а и солидарен во исто време однос кон здравјето и кон квалитетот на животот, што мислам дека е многу важно. А е многу забавна и образована личност. Многу интересно кај нас луѓето кои што сакаат да го контролираат своето тело, веднаш им се лепи етикета на хипохондрици, што апсолутно не е така. Со тоа што
јас ја имам нели базата, да кажам, семејна, дека треба да се внимава на здравјето и треба да се биде високо свесен и одговорен граѓанин, не само заради себе, него заради тоа да живееме подолго и и квалитетно, нели, заради нашите деца, меѓутоа и да не го оптеретуваме здравствениот систем, се разбира, нели, подобро е да се превенира од колку потоа да се лекува. Меѓутоа како одат годините и мојата свесност за обкружувањето и за сето тоа на каде води, кога би се разболела каков третман би добила во државава, јас станав екстремно канцерофобична и во таа смисла ја апсолутно ги следам сите потреби, одам и редовно на мамографии и ехо награди и се останато што знам дека е општа препорака да се... Да, ама види се, препораките се интересно е, гледаш, кој е хипохондар, кој е канцерофобичен, кој е водна. Мене тоа се диагнози. Кој е медицинска како системот и личноста може различно да ги сватат работите. Да, значи, знам. сега после оваа емисија и тебе ќе те изедуцираме. Значи, во суштина, потребата, значи, брисот е со релативно голема шанса и за лажно негативни резултати. Затоа типизација права. И фактички, тој со текот на времето од една метода која што била одлична за диагностика на цервикалниот карцином, со откривањето на ХПВ-то, всушност полека постепено доаѓа на второ ниво, значи пред се веројатно ќе дојде ХПВ тестирањето како примарен скрининг тест. Значи тоа збориме како скрининг тест. Нашите деца со вакцинацијата и машките и женските веќе ќе добијат и превенција едно ниво понапред, кој што е дел од здравствената култура и она што општеството го возможува. Морам да ве потпрашам за да ни биде појасно. Според календарот на имунизација, на која возраст е препорачено да се прими вакцината против ХПВ? Вака се. И дали за девојчиња и за момчиња? Има повеќе аспекти кога е дозволена и кога е кај нас препорачена. Кај нас е после 12-та година, со тоа што државата тој рок од 12 до 14 сега го продолжи до 19 години, што е многу добар потек, и од оваа година го прошири не само на девојчињата, него и на момчињата. Пошто да сме реални, сексуално преносните инфекциите се шират едни со други. Абсолютно. Значи, и ние имаме право мажите да се заштитиме од ХПВ, а не да зависиме од тоа дали некои жени се вакцинирали или не. Познато дека збориме и за машките права веќе. Да. Али факт е дека државите и за тоа и се препорачува и сегде се менува тој пристап, дека превенцијата не е само за цервикален карцином, не е само за кондиломи, меѓутоа и орофарингиалните карциноми и преносот дури кај новороденчињата, дури ХПВ има влијание во инфертилитетот, значи се повеќе се открива дека ХПВ-то влија и за тоа треба во порана возраст да се вакцинира. Дури денеска се препорачува и адултна вакцинација, кај оние категории што се повеќе во ризик, можеби еден ден ќе дојде дека тоа ќе биде првата вакцина која што ќе биде препорачана и за возрастни, со оглед на сите ризици што ги носи. Познато дека предизвикувач на цервикалниот канцер, односно канцерот на грлото на матката, е ХПВ инфекцијата од високоризичните типови. Последни некои научни созданија кои што додека истражував подготвувајќи го овој подкаст, се во светски зборуваме глобални, е дека има дури 218 типови на ХПВ, баш се изненадив, а од нив околу 18 се сметаат за онкогени, односно за високоризични типови. Кои типови се највисокоризични, доктор? Значи, тоа може битно за популацијата и не е битно. Најризични се 16 и 18. Сега битно е дека вакцината се прошири од 4 валентна на 9 валентна. Значи два од тие типови се нискоризични, меѓутоа проблематични во смисла на појавата на кондиломи, а 7 се високоризични. И тие во еден дел овие 16-18 се преку 50%, овие се преку 7%. Тоа кога ќе го кажете вака е малце сувопарно. Суштина доаѓа до моментот дека с вакцинацијата прави многу појак имунитет него природниот. Значи ние сите сме се допреле овде до ХПВ вирусот во некој период, сме имале некоја инфекција, може не сме ни знаеле дека имаме, сме ја пренеле, отишта, меѓутоа во рок од година-две можеби сме ја надминале. Меѓутоа тоа не штити од повторната инфекција. ХПВ вакцинацијата фактички дава еден подолготраен имунитет, да вие кога ќе дојдете во контакт со ХПВ, всушност како на некој начин се ревакцинирате, го појачувате уште повеќе имунитетот и за тоа е таа одлична вакцина. Ама ја би се вратил на тоа ХПВ тестирањето, апропо муабетот на Зорица, затоа што всушност ХПВ тестирањето дава еден подолг временски рок. Значи ние стандардите
по секаде во светот се, ако сте на пример над 40 години, имате 3 пати негативен пап бриз, дека после пап брисот се прави еднаш во 3 години. И тоа се препораките на нашиот фонд тука за здравствено, дека еднаш на 3 години. Меѓутоа, пошто има лажно негативни брисови со ХПВ типизацијата, доколку се тестирате и нема ХПВ, значи во моментот актуелно немате, тоа е релативно точна метода, некаде до 3 години не мора веќе да одите и да правите скрининг за цервикален карцином, некаде и до 5 години дури, зависно од возрастната категорија, затоа што тоа гарантира дека вирусот, пошто е предизвикувач на карциномот во 99% од случаевите, всушност вие нема да развиете за тие 3 години потешка форма на некаков карцином цервикален. Ајде, цервикалниот, односно... Меѓутоа одењето на најпрвото прашање што ми го постави, одењето на гинеколог не подразбира само заштита од карцином. Подразбира разговор за перименопауза у тие години, за психичките, физичките симптоми, за здравјето на коските, за здравјето на кожата, што рековте, за редовните менструации, разговор за контрацепцијата, разговор за заштита од сексуално преносливи болести, никогаш на ултразвук. Карциномот, например, на овариумите е така наречен тивокубиец, тој не се диагностицира со пабрис, треба ултразвук да се направи. Значи има многу аспекти. Вие треба, значи да пофалам Зорица, треба еднаш годишно да си го посети гинекологот, поготово што очигледно дека многу си го сака, ама и тама на кафе ќе испијат, ќе си направат мобет еден ехо преглед, али не мора секој пат да зима папи ХПВ, доколку се сите тие негативни. Значи не треба да е човек реален и свесен, и тоа е исто така здравствена едукација. И нејзиниот доктор треба да ја рече: извини Зорице, не ти земам се овој пат папи ХПВ, затоа што нема потреба. И она треба да рече: да, ти верувам, фала ти, ќе земе следната година. Добро, карциномот на грлото на матката или цервикалниот тип сепак има метода за скрининг, нели, без разлика дали пап тест или ХПВ типизација, за разлика од другите, го спомнавте, нели, и оваријалниот или дури ендометријалниот карцином, каде што нема тест кој што би бил како да кажам, предвремен скрининг. Имаме ли во Македонија некаква скрининг програма? Не, за тие тоа е значи среќата за некои болести што постои начин да се превенираат. Например, цервикалниот постои начин. И во земјите кај што сериозно се работи на скринингот, таа стапка на карцином, значи тоа е исто одвратен карцином, да кажеме, кој што има многу последици и дури операциите, зрачењата, секојаш квалитетот на животот е после тоа тежок доколку се открие касно, доколку се открие рано, со една интервенција со лед, со конизација се завршуваат проблемите. Овие другите типови немаат всушност, значи нема скрининг, затоа тој е преглед еднаш годишно, што се би требало да се прави, за да се види кои се факторите ризик што ги носи индивидуата, дали во семејството има некој што имал таква состојба, да се на ултразвук види дебелината на ендометриумот, таа е различна, кој имате 30-40 или кога сте во менопауза. И по тоа се прави проценка, некојаш дали има отстапки во менструалните крварења, дали има некои цисти кои што може жената во тек на животот различни цисти да има, меѓутоа дали асоцираат или по некои наши таму да кажеме табели спаѓаат во тие со висок ризик кои што бараат дополнителни исследувања, туморски маркери, па некојаш дури оперативно завршување и вадење на тие цисти или јајници. Значи, тука е превенцијата многу битна, сега се префрливме на повозрастната група, тука е превенцијата многу битна за да не кај нас во Македонија јас завршив со раѓање на деца, сега више не треба да идам на гинеколог. Да. Знаете колку такви случаи има? Многу. А од друга страна, ние што сме виделе на терен, имаме мобилна гинеколошка амбуланта со UNFPA, кај што оди во регионите што се непривилегирани, кај што не постои матичен гинеколог. Значи, неверојатно добар е тој проект, таа иницијатива што ја направи UNFPA, што ја направивте заедно, Маго, со UNFPA, затоа што на тој начин, отворајќи ги мобилните гинеколошки амбуланти, здравствените услуги стануваат достапни на луѓе кои што се маргинализирани од ранливи категории на граѓани. Нели пак ќе се вратиме на она, не само привилегираните, туку оние кои што навистина достапноста и пристапот до преглед им е оневозможена. Да, апсолутно. Така и тука да видите колку се жените задоволни после тоа и колку имаат интересни прашања и колку всушност на некој начин тоа помага да порано се откријат болестите кои што, пак ќе речеме, од аспект на жената може да се страшни, меѓутоа од аспект на општеството чинат огромни пари. Вие една превенција да направите таа да чини, например, 100 евра,
по една жена ќе речете, без 100 евра жената ова на се. Таа истата ако дојде у покасна фаза и се разболе, чини државата 200.000 евра. Со сите третмани скапи, кои што на крајот на криштата сите ние ги плаќаме, да кажем. А на жената пак нема да ја даете квалитетен живот. Бидејќи ги спомнавме и жените во друга животна доба, менструалниот циклус сам по себе е една толку голема, една толку важна тема која што би можела да обработиме во цела една посебна епизода, во еден цел подкаст. Но само накратко, што се поминува телото на една жена во текот на еден месец, или не и ова многу време ќе ни одземе, некако сме пред крај со времето. Може директно да позборуваме за тоа Зорица на кратко ако може да го сублимира, што прага жената од која добила до сега, што се циклус. Ајде се задржиме тогаш на перименопауза и менопауза. Би сакала ова да го поминеме, мислам дека е важно. Зорица, вие сте веќе во години кога можеби очекувате перименопауза или транзитирате низ еден ваков период, како го доживувате? Како се чувствувате периодов? Си детектирате ли симптоми? Како се справувате? Во основа, она што се гледа на моите тестови на ехо, гинекологот не може да каже дека поминувам низ промени. Меѓутоа, јас ги чувствувам промените и се гледаат, некои се многу видливи, некои само јас ги чувствувам и се ужасно фрустрирачки. Иако сите ние не живееме само со нашата генерација. Ние сме обкружени со постари луѓе, така, и со постари колеги. И јас така многу сакам да ги слушам колегите и колешките. И ни сите овие години сум добила еден тон брифинзи што ќе ме начека. Значи, каде водат промените и како изгледаат. Нели ги гледам, живеам покрај нив и во таа смисла да кажам не ме фати неспремна дека ќе дојдам до оваа ситуација, дека ќе се соочувам со не знам вакви такви промени, дека ќе ме нервира ова или она, дека ќе ми се скрати трпението или дека ќе добијам не знам поголема килажа во одредени години така. Во секој случај се уште се менаџира. Го разбирам како природен процес дека ќе дојде еден ден ќе помине, nothing is final, нели? Дека можам да го, да кажам, некои работи да ги превенирам дури со храна, нели, со малку почиста, по-добре физичка активност, со физичка активност и со некои мали суплементи кои што не се врзани за хормони или било како, не влијаат на тој начин, меѓутоа чувствувам дека можам сама да си помогнам се уште. Не знам што ќе биде за 5 или за 10 години, меѓутоа ги чувствувам промените и еве да речеме дека ги прифаќам. Имам и јас повозрастни колешки, па се приспитувам и јас. Да. Што доаѓа, што следува. Да. Па не, сега има, да кажам, последниве години квалитетот на животот е нешто што го збориме и свесноста за својот капацитет, да кажеме. Нормално е дека човек ќе се роди, ќе дојде до некоја зрелост, после полека ќе, да кажем, дојде до некое плато и после има едно опаѓање во сите животни функции и на крај има смрт. Значи тоа е еден животен циклус за кој што ние немаме одговор, тој таков ни е даден. Меѓутоа животниот циклус сега е многу продолжен и тоа е многу интересно со перименопаузата и менопаузата, дека всушност, да кажеме, ако менопаузата, односно периодот која ќе престанат менструалните циклуси. Како точно се рачуна една година да немате менструални циклуси? Добро. Да, значи тоа е ретроградна диагноза. Да. Али претходно има еден период од 7 до 10 години у кој што се чувствуваат определени промени, како тие нагли потења, како губење или добивање на тежина, психички промени, дека едноставно заштитата од естрогенот што имаат жените претходно, што се поиздржливи, да кажам, од мажите, естрогените доаѓаат во ризици за кардиоваскуларни болести, за когнитивни болести, за болести на коските, остеопороза и така натака. Дека како се продолжува животниот век, всушност, кај нас сега за жените е негде 83 години. Значи вие од 49 повисоко е кај жените од колку кај мажите и во светски статистики. За прилike 4 до 5 години жените живеат подолго во просек од мажите. Ама поентата е дека од нив фактички 34 години, статистички да кажеме, вие ќе живеете во менопауза, во постменопауза. А претходно од 49, да кажеме, од 13, живеете од прилike толку години во репродуктивен период. И всушност тоа доаѓа некаде пата. Значи сериозно
и во последно време дури гледаме и фармацевската индустрија и едукацијата на лекарите, многу дава голем осврт на оваа тема што порано не беше случај, затоа што мора да обезбедиме пак тоа, нели староста се чува на младост, да во тој меѓутранзиторен период евентуално и се примаат и хормони у крајна линија ако треба да се примаат или да се води сметка за животот, за исхраната, за да што подолго жената остане во добра кондиција и да ужива во животот всушност. Се разбира и да се што може да биде од помош за жената и од психолошко-ментален аспект, секако физиолошки, значи во секој случај мислам дека отворивме премногу теми како за еден подкаст. Ова една тема може неколку подкасти за перименопауза и менопауза да се. Токму тоа сакам да кажам дека сите овие аспекти од како пунктови некои од сексуалното и репродуктивното здравје кои ние денеска ги начнавме во подкастот Тело и здравје, во суштина може да се обработат во цели посебни епизоди, ама ми е драго што на некој начин направивме некаква сензибилизација на јавноста зборувајќи за важноста од превенција и едукација. Многу ми е драго што одвоивте дел од вашето време. Зурица, ви благодарам, професоре Топовски, ви благодарам. Останати понатаму активни во она што го работите и јас се надевам дека ќе имаме можност овие теми да ги отвориме низ како да кажам поединачни епизоди. Верувам дека секој од нас треба се почесто да размислува колку е важно да се грижи за сопственото здравје, и физичкото и менталното здравје. Јас само да кажам дека мажите, пошто сега сум од позиција на лекар, ама у принцип сум маж, нели? Ние не може да ги разбереме до детали менструалните циклуси, промените у менструалниот циклус. Снимате андропауза, ве молам. Промените кои што се поврзани со менструалниот циклус, со тие пикови на хормони, овулации, предменструални синдроми се една сериозна тема за која што жените може да ги кажат своите лични искуства или еве проблемите со фертилитетот се заедни некако се споделуваат со мажот. Овие работи се многу лични и многу индивидуални кај секоја жена. Ние сме тука знаењето што медицината го знае да го кажеме, да го помогнеме, да им се најдеме на жените, и мислам дека тоа е суштински таа соработка помеѓу гинекологот и помеѓу жената фактички да се одржи на високо ниво. И тука аспектот на ова јавно здравје, да сите си изберат матичен, 100 пати го зборим, и пак во Македонија има многу жени кои што се уште немаат за жал матичен гинеколог. Да, и тоа е една цела посебна тема. Така е. Ви благодарам многу, ви благодарам за вниманието и останете во добро здравје.